Со оглед на тоа што предлог законот за ратификација на Корнишната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации 817 и 845 од 1993 година, за престанување на важноста на времената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство помеѓу страните, е предвиден како дел од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија, ревизија 2017-2019 година, со ЕПП број 2018-1200-7576, во делот за политички критериуми по подрачјето 1.5.2, регионална соработка и меѓународни обврски, со рок за донесување од Собранието до 22.6.2018 година. Од тука повеќе од неопходно е Собранието да одлучи овој предлог закон да се донесе по скратена постапка. Грција, согласно спогодбата, има обврска по известувањето дека Собранието е ратификувало оваа спогодба, да го извести председателот на Советот на Европската Унија дека дава поддршка за почеток на преговори за членство со Европската Унија. Исто така, Грција, согласно спогодбата, треба да го извести генералниот секретар на НАТО дека дава поддршка НАТО да ни упати покана за пристапување. Јунскиот Европски совет е пред нас. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата ќе заседаваат на 25 и 26 јуни, додека самитот на Европскиот совет е на 28 јуни. Овие датуми се клучни за европската перспектива на нашата земја и зависат од ратификацијата на спогодбата. Затоа, за да ги испорачаме овие резултати, од кои зависат одлуките на предстојниот јунски Европски совет, предлагам Собранието да одлучи овој предлог закон да се донесе по скратена постапка. На крај, дозволете ми да потсетам на уште една многу важна можност што се отвара со што поскората ратификација на овој предлог закон. Тоа е можноста граѓаните да се изјаснат за својата иднина. Можност која ќе им биде дадена на есенскиот референдум.